Ниту една компанија досега официјално не пројавила интерес во Министерството за транспорт за изградба на дата центри, откако претениците ги донесоа измените во законите за урбанистичко планирање и заградба. Претходно годинава пак, премиерот рече дека веќе имал средби со 4 потенцијални инвеститори. Ниту вице-премиерот и министр за транспорт, кој ќе го има последниот збор при давање на дозволи за изградба на дата центри, не открива од колкав обем би биле и кои би биле локациите каде што приватни инвеститори би граделе. Законот предвидува дата центри над 1 мегават, но нема горна граница. Тоа значи дека минималните инвестиции би биле во категоризација на дата центар од среден обем. Николовски вели дека измените не биле донесени наменски за привлекување на приватни инвеститори, туку за да има законска легислатива за овие објекти. Досега неаме таков инвеститор, што значи дека и ние кога го носевме законот, иако знам дека остави кај некој впечаток дека наменски го носиме, не го носевме наменски, туку сакавме да создадеме правна рамка за потенцијални инвестиции. Дали тие ќе дојдат за една година, за 5 или за 10, ние се рамка да имаме. Државата сега размислува за изградба на голем државен дата центар кој би бил за потребите на државните институции. Државен дата центар всушност би значел едно место за чување на сите податоци, што е особено важно со оглед на тоа што одредени институции неколку пати беа мета на хакерски напади. Дополнително, во голем дел од нив серверите се чуваат без никакви стандарди, на несоодветни места, а некаде и по ходници. Инвестицијата може да е државна и може да е приватна. Мислам дека е паметно за Македонија во идниот период да размислува за една државна инвестиција за да ги заштитиме државните институции. Се сеќавате што се случуваше на пример со фондот за здравство пред некоја година. Така што од безбедносни причини мислам дека е паметно за нас како држава да се заштитиме и да имаме систем кој што целосно го контролираме. Доколку правиме таков државен дата центар, тоа секако локацијата ќе обезбеди државата. Државен дата центар и инвестиции во дата центри се две сосема различни работи. Државата во моментот нема доволно добра инфраструктура за да се заштити при евентуални сајбер напади, особено поради условите во кои се чува опремата. Но околу приватните инвеститори има многу отворени прашања. Прво, тоа би значело дека ќе користат ресурси од Македонија, а ќе продаваат услуги на секаде во светот. Дополнително, засега законите не регулираат какви стандарди тие треба да исполнат во поглед на трошењата на електрична енергија и вода. Дебатата за дата центрите во моментот е најостра во Соединетите Американски држави, каде што во изминатите години речиси без никаква регулација беа изградени илјадници вакви објекти, што предизвика револт кај локалното население. Њујорк од вчера е првата сојузна држава која забрани изградба на дата центри. Даниел Василев, Сител телевизија.